Сашко и со Мак Петрол. Лоу, 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 лоу. Со Сашко и со Мак Петрол. Здраво, дечки, и добре дојдовте во епизодата Лол Муабети. Место каде што детските идеи, прашања и одговори секогаш не водат во неочекуван правец. Овде секој муабет може да почне сосема обично, а за секунда да стигне до нешто чудно, смешно и тотално непредвидливо. Денеска ќе разговараме за најразлични теми, од богатство, доктори, животни, па се до вселена, зоолошки, села, патувања и уште многу детски логики што знаат и да не изненадат и добро да не насмеат. Ке слушнете искрени, духовити и урнебесни одговори што само децата знаат да ги дадат на тој свој начин. Единствен начин. Ајде да почнеме. Одиме. А например да најдеш скриено богатство на некој остров. Како во приказните што наоѓаат. Па не знам. Зашто би го искористил? Па не знам мене, зашто ми е богатство би го продал. Богатството да го продадеш? Да. Ама ќе земеш пари, така? Не. Туку? Зашто ми се пари? Не ти требаат пари? Не. Па ти што би направила со богатството, со парите, ако го најдеш? Никош не сум била на остров. Добро бе, не мора на остров, мало негде? Не сум видела богатство. Абе, например ти викам, како во приказната ќе најдат. Па не. Не знаеш, а? Не. Ама ова би се свија дека викаш, што ќе ми се пари, така? Не бе, еве зашто ќе го искористиш богатството. Да си направиш твоја стаза за ролери. Кај? Кај, дома нема место. Па не мораш дома, бе. Па каде? Па не знам ти што, кај би сакала да имаш стаза за ролери? До мојата зграда. До твојата зграда, па таму ќе си купиш место и ќе си направиш стаза за ролери. Не ти текна, бе? Па нема, кога нема место на едната страна одма споена зграда, на другата страна срушена куќа. Еј, тоа не ти се свиѓа, а? Не. Колку години имаш? Прво ќе ми кажеш, прво? 4. 4. Кажи ми сега, зошто човекот не може да лета, кажи ми. Можеш ли да ми одговориш? Дека нема крила. Па нема крила. А зошто не може да биде риба под вода да оди? Зошто? Дека има блуза. Дека има блуза. Па. Да, и он со блуза не може да иде под вода. Рибата има ли блуза? Не. Може ли човекот да лови животни? Да улови зебра, може ли? Не. Зошто? Дека много е голема. Многу е голема, така? Човекот е мал, така ли? Да. Може сега ние да имаме некој разговор од Вселената? Од Вселената? Можеме, кажи ми за Вселената. Знаеш како се прават најголемите ствари на целиот свет? Како? Погоди што се. Се прават од неутрална ѕвезда која ќе експлодира. Погоди што се. Не знам. Црни дупки, бре, брате, како не знаеш? Што збориш? Јазно! Прават све во шпагети, планети. И сонцето ќе го направи во шпагети. Кој? Црните дупки? Да, сонцето, шпагети. Од што се прави таа црна дупка? Од неутрална ѕвезда која ќе експлодира, знаеш како личи? Како? Во посред, вака. А планетите од што настанале? Па, знаеш ли дека ние стоиме на еден дух од планета, Дух? што се вика Тија. Знаеш ли дека е една планета што се вика Тија, што беше големината на Марс пред 4 билиони години удри во Земјата. Кој удрил во земјата? Тија, планетата. А ти од кај знаеш ова? Па од YouTube сум видел како. Удрила таа планета во нашата планета. Да. И И посред кога Земјата се се формирала. направи црна дупка. Не се не. направи црна дупка. Добро бе, извини. Туку тие од тие деловите беа закопани многу длабоко. А знаеш ли дека Талан е исто како Земјата? Ама има некој switch. Знаеш ли дека има Moon Like Up епизоди? Тоа не го разбра. Па што што бе? Знаеш ли дека Талан беше... Јас видов едно видео како беше пред 100.000 генерации. Како беше?
Чекај бе, нашата земја како настанала? Не ми кажувате ти за фалан, за малан. Како настанала нашата планета? Како е настанала? Епа, пред нашиот сончев систем да беше напред, едни огромни облаци од прашина и од хелиум го направија сонцето. Го настана сонцето, па после сонцето ги направи сите планети и тие огромни облаци почнаа да се вртат околу сонцето, па после се настанаа во планети. Што збориш? Да. Така е, планетата Земја, а? Да. А си била на доктор до сега? Кога се родив. Кога се роди? Сама беше или? Па мене ми беа затворени очите, јас не можам да видам. Ти кога се роди не ги ни отвори очите, така? Памтиш? Да, и не ги отвори очите. Али дека имам слики? Аха. Од што имаш од мала слики од бебе? Да. Кога се роди и дека не ги отвори очите воопшто. Зошто? Дека бебината која кога се родат, им се затворени очите. Затворени им се очите. И ти значи си била тогаш на доктор? Си била на доктор, ама не си го видела докторот. Да. Кога се роди, машко беше или женско, доктор или докторка? Па нормално кога не си ги отворила очите, така. И од тогаш не си била на доктор, така? Машко беше, мама ме каже. Мајката ти кажа дека машко беше. Ама од тогаш не си била на доктор и тоа е многу добро, така? Затоа што на доктор се оди кога си болен, ти си здрава, така, јадеме здрава храна, така? Дали сум отишла кога негде сум се заразила. Си се заразила со што? И што ти беше кога отиде на доктор? Што чувствуваше, нешто лошо ти беше, тешко ти беше? Те болеше нешто? Не бреше главата. Главата може си била нервозна. Да не беше нервозна од нервозата, за не. И што ти рече докторот за главата? Што да пиеш? Да пием вода со шекер. Вода со шекер си се напи толку. Браво бе, не ни треба. Да знаете сите, ако те боли глава, кажи им што да се напијат. Вода со шекер. Браво бе, ете така. Иван, ти си од Битола, така? Да. Како е во Битола? Убо. Убо? Шо ти е убо во Битола? Најубо, шо ти е Битола? Во зоолошката. Има зоолошка? Да бе, има. Кои животни ги има? Знам јас. Ај кажи. Има теле? Не. Нема теле? Нема. Диносаурус? Нема диносауруси. Знаеш дека во Скопје има во зоолошката диносаурус? Да. Си бил? Да, 2 пати. 2 пати? Која е поубава во Скопје или Битола? Скопје. Немој бе битолчани ке ти се налутат, бе немој, кажи во Битола е поубава. И зошто е па зоолошката во Скопје поубава? Од типоке животни. Од типоке животни. Па ти не ми кажа во Битола кои ги има. Слон има? Не. Нема слон во Битола? Нема. Битола е позната слон да има. Зашто нема? Оти лажат. Лажат? Кој Нема лаже? ни жирафа. Нема ни жирафа? А кој лаже? Тие што ги пуштиле, а имат напишано. А напишале дека има слон во зоолошката? Еве апел, да не ги лажете децата дека во Битола во зоолошката има слон, а нема. Еве, Иван сега ми кажа, така? Нема слон. Друго што нема во Битола, еве, пошто... И жирафа има напишано и нема пак. Значи, ова не оди вака. Жирафа сте напишале во Битола, има, нема жирафа. Друго? Друго све има. Све има друго. Крокодил има? Не. Значи, ни крокодил нема. Има напишано дека има крокодил? Да. И тоа значи ве лажат, само да отидете и карта да платите, така? Па што има бе? Овца вајде има и... Да. Овца, крава Да. и друго. Зебра има ли зебра? Не. Ни зебра нема. И напишале дека зебра има. Да. Не може вака бе, со лажење до кој ќе ја дотераме работа. Тебе кој ти е омилено живот? Лав. Лавот? Има лав во Битола? Да. Фала Богу, лав дека има. И тигари. И тигар има. Ама тебе лавот ти е омилен.
Зошто ти е најинтересен ти е? Зошто? Оти во Скопје само седеше и како вазен се правеше. Како што се правеше? Како вазен. Како важен се правеше? Да, А во Битола не, во Битола не е нормален. Човечки лав, така? да. Разговараше нешто со вас, дојде, ве поздрави? Не. Како бе не? Тој не е човек. Ама не бе поздрави нешто да мафне барем со опашката. Не. А рикна една да направи? Да. Рикна? Гледаш дека разговарал. Значи во Битола разговара, потака подчовечен, овој во Скопје се прави важен. Да. Лав дека е за тоа или дека од Скопје, што мислиш? Дека од Скопје. Дека од Скопје бе се прават важни бе. Гледаш, виде, лавот важен се прави. Луѓето можат ли да летаат, Петар? Не. Зошто? Треба многу да биде грч за да летаат. Што треба да биде? Грч. Грч. Што значи тоа грч да биде? Да биде многу ладно. На ладно треба да и тогаш може да летаат. Да. Грч ладно да е. Што значи тоа? Снег да има? Не да биде ладно. Не мора снег да има, ладно да е, така? Да. Ама и сонце да има. Да. Тогаш може значи да се лета. Да. Тоа ми е интересно, гледаш. А кажи ми ти, мене човекот може ли под вода да живее како риба? Не. Не? Зошто? Не може, не знам зашто не може. Ти што мислиш зошто не може човек? Не знам. Вака да предпоставиме, например, зошто човекот да не може бе под вода да се биде риба да се живее, Па сирените сам. Само сирените? Сирената може. Зошто? Што се разликува сирената од човекот? Па се разликува, она има перка, она е како риба, а тој има нозе. Кој има нозе? Човекот. Човекот има нозе, а сирената има перка и затоа може под вода да живее, така? Зашто и служи таа перка под водата? Поплива со неја. Да може брзо да плива? Да. Во каква вода плива сирената? Во грч ладна или во топла вода? Во топла. Она во топла? Да. Зашто ако биде ладна, ќе треба да лета. А може сирената да лета? Зошто? Не знам. Не, може дека е топла водата. Да. Да, знам. Како се викаше ти, како беше? Деа. Деа. Кој ти го даде тоа име Деа? Мама. Мама? И она не го праша тато? Па го праша. И он што рекол? Ајде, може. Да не имаше некоја друго име татко ти смислен? Не. Не, А тебе не те прашаат тебе? Како сакаш да се... Па јас бев во стомакот, ја не може да... име. Па они како ти во стомакот, они од кај знаеле да го смислат името, дали машко или женско? Па видела е на резултатите. А на резултатите, како се гледа тоа? На кои резултати? Па ако е плаво, тоа значи дека е машко. Ако е женско, тоа значи дека е женско. Ама каде да е плаво? Кај треба да видат? Па на резултатите. На резултатите гледаат? И како се гледа тоа резултатите ти? И па ако е плаво, тогаш треба да биде машко. Ако е лозево, треба да биде женско. На резултатите? А ти од што се тие резултати? Што проверуваат? Бојата на детската соба? Да. Облеката. Облеката, значи какви купиле така. Значи, сега знам. Значи, они кога е во стомакот бебето, они ако купат машка плава облека, значи е машко. Така? Тоа се резултатите. Да, бе. И твоите резултати какви биле? Розови. Розови. Да, бе, знам. Се одма знае. Ова беа уште едни лол муабети, полни со чудни прашања, смешни одговори и детска логика што секогаш успева да ни изненади. Денеска прошетавме низ најразлични теми и уште еднаш видовме дека кога децата зборуваат, секој разговор станува поинтересен, поискрен и многу позабавен.
Токму затоа овие муабети се толку посебни, затоа што во нив секогаш има и смеа, и фантазија, и понекоја неочекувана мудрост. Фала ви што бевте со нас и овој пат. Се гледаме во следното издание со нови теми, нови детски бисери и уште многу лол моменти. Чао, чао!